Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Добро утро, ги следите вестите во 8 часот. Православните и католиците денеска го одбележуваат Велики петок, денот на Христовото страдање, кога Исус Христос беше осуден и распнат на крст. На Велики петок наутро се читаат царските часови. Архиепископот Охридски и Македонски денеска ќе служи во црквата Света Петка во Црнич. Велики петок е најтажниот ден за христијаните, кога се сеќаваат на настаните што му предходеле на Христовото распнување. Ден на голема жалост, но и вовет и подготовка за Великден, кој е најголемиот христијански празник. Оваа година православните и католиците на ист ден ќе го чествуваат Великден. Граѓаните и денеска ќе може да се фотографираат за лични документи или да подигнат изготвен документ. МВР информира дека сите одсеци за управни работи ќе бидат со работно време од 8 до 16 часот, освен пунктовите Пролет, МТВ Беко и Ѓорче Петров, кои ќе работат двусменски од 7:30 до 19:30. Пунктовите Драчево и Бутел ќе работат во една смена во периодот од 10 до 18 часот. Од МВР ги известуваат сите граѓани дека фотографирањето ќе се врши само со претходно закажан термин, а издавањето на документи ќе се одвива тековно. Во сабота ќе работат само шалтерите за издавање на документи во МТВ и Беко од 8 до 16 часот. Од денеска до понеделник автобуските линии ќе бидат по неделен возен ред. Билетарниците ќе бидат отворени во сабота со редовно работно време, а во текот на денешниот ден и во понеделник ќе работи само дежурната билетарница. Сите граѓани кои ќе сакаат да го посетат врвот на Водно од денеска до недела ќе може да користат жичницата која ќе работи од 10 до 18 часот. Во понеделник вообичаено нема да работи. Од денеска трговците се должни на дневна основа да ги објавуваат продажните цени на производите на нивните официјални веб страници. Обврската произлегува од измените на Законот за заштита на потрошувачи што беа објавени во Службен весник на 4 март, а Министерството за економија изготви правилник за начинот на објавување на цените на стоките. Правилникот се однесува на сите мали, средни и големи трговци кои вршат дејност трговија на мало. Објавените цени треба да бидат достапни без потреба од регистрација или дополнителна најава. Цените треба да се ажурираат секој ден до 10 часот, а во случај на ненамерна техничка грешка, трговецот е должен да ја коригира во рок од 24 часа. Доколку од страна на трговецот се нудат промотивни или попусни цени на веб страницата, треба да биде означена редовната цена, процентот или износот на намалувањето, како и време траењето на промоцијата или попустот. Изземање од ваквата одлука вчера побара од Сдруженијето на приватни аптеки, според кои аптеките не треба да се третираат како обични трговци. Екс-градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов од вчера е во домашен притвор. Во ефективен притвор и натаму останува поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Полицискиот службеник кој беше недостапен при последната акција на полицијата вчера сам се пријавил кај органите на прогонот. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши е единственото звучно име кое останува во притвор во истрагата за пожарот во импровизираната дискотека Пулс во која загинаа 62 луѓе, а околу 200 беа повредени. Доскорешниот градоначалник Љупчо Папазов од Кумановскиот затвор се сели дома. По барање на обвинителството во домашен притвор одат уште тројца осомничени. Поранешниот прв човек на пазарниот инспекторат Горан Трајковски, еден инспектор и член на обезбедувањето. Во домашен притвор веќе се поранешните градоначалници на Кочани, Радко Димитриевски и Николчо Илиев, екс-директорката на Пазарна Анета Симеска Димоска, поранешните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири, за амбасадорот Дритон Кучи, кој исто така раководеше со ова министерство, изречени се мерки на предпазливост. Полицаецот, кој беше недостапен за органите на прогонот, изутрината сам се пријавил во обвинителството. Тој е меѓу 10-мината службеници кои завчера беа опфатени во истрагата откако МВР поднесе кривична пријава. Утринава сам се пријавил и сега е пред судија на претходна постапка, велат од обвинителството. Ниту еден обвинител не се повлекол поради наводни притисоци.
Обвинителството ги демантираше овие тврдења и оттаму велат дека на случајот работат истите обвинители како и досега. Ваква информација изутрината лиферуваше ДУИ, тврдејќи дека истражните органи истрагата ја водат под политички притисок и со намера вината да ја префрлат кај други. Информациите дека еден јавен обвинител кој бил дел од предметот се повлекол поради несогласување околу квалификацијата на делото и особено поради политички притисоци од страна на партии во владата, во нормална држава би бил аларм за целото општество, соопштија од ДУИ. Опозицијата обвинува, истрагата се води селективно, а одговорност се бара само од поранешни функционери. Јасно е дека истрагата за овој настан се води селективно и во сосема погрешен правец. Ова не е случајно или поради незнаење, туку намерно, со цел да се заштитат актуелни функционери, службеници и началници кои морале да постапат копната ноќ, но тоа не го сториле. Во досегашната истрага за најголемата трагедија во Македонија опфатени се вкупно 59 осомничени лица. Даниел Василев, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски ја оцени како исклучително квалитетна и успешна посетата на владиниот тим на Обединетите Арапски Емирати во изминатите денови. Вели дека ги презентирале можностите за инвестирање во Македонија, како и за поставување на земјата на мапата на светските инвеститори. Министерот за надворешни работи и трговија потпишал меморандум за подлабока трговска соработка, а добрите вести владата рече дека ќе ги соопшти во деновите кои следат. Разговаравме за проекти од областа на транспортот, пред се коридорите 8, коридорот 10 и отсечката на коридорот 10, 10D. Потоа разговаравме за проекти кои што се силно поврзани и тесно поврзани со туризмот. Се разбира тука нашиот македонски, балкански, би рекол, светски бисер Охрид, потоа Попова шапка како исклучително силна инвестиција која што треба во годините кои што следат да донесе големи економски бенефити за македонските граѓани. Потоа во делот на градежништвото неколку локации каде што на вистина може да се направат лендмарк објекти кои што ќе бидат препознатливи не само за Скопје, Македонија или за другите градови во нашата држава, туку и за регионот, па би рекол зошто да не амбицираме да прераснат такви лендмарк објекти за цела Европа. Зборувавме за инвестиции во делот на земјоделието и се разбира енергетиката како главен приоритет, тоа се проектите, односно хидроцентралите на река Црна, а тоа се Чебрен и Галиште. Комесарката за проширување Марта Кос од средбите во Софија порача дека е оптимист за договор за заштита на бугарското малцинство во земјава. Откако претходно испрати порака дека никој не може да даде гаранции на Македонија, вчера рече дека проширувањето на Унијата со земјите од Западен Балкан останува врвен приоритет. Българската позиција е јасна и последователна. Подкрепяме европейскиот пат на всяка страна од Западните Балкани, раководена од принципите на индивидуалниот подход и постигнатија напредък. Вярваме, че ангажираността към реформите трябва да бъде двустранна. От страна на кандидатите, но и от страна на Европейския съюз. Необходима е предвидимост, честност, яснота и диалог. Европейската интеграция преди всичко ще доведе до стабилност и сигурност в региона, защото знаем, че света в днешно време се променя много бързо. И във времена на нови глобални предизвикателства за сигурността ни можем да защитаваме нашата свобода и сигурност и просперитет, само ако нашите съседи са с нас. За да бъдем успешни в това е необходима нагласа, която да преодолее болката от миналото и да погледне към възможностите от бъдещето. И това ще изисква лидерство.